почитуван професор Бишев, почитувани членови на Стопанската комора на Северна Македонија, почитуван вице-премиер, почитувани министри, почитувани представници на медиумите и пред се драги пријатели со кои што се знаеме долго време. Ми представува на вистина големо задоволство да дадам воведно обраќање на денешната значајна годишна конференција која носи наслов Предизвиците на економските политики во 2023 година. Ако треба да ги споредам 2023 и 2022 година, би кажал дека 2022 беше веројатно најтешката во мојата 22 годишна професионална кариера, но кога ќе ги видам резултатите на крајот од годината, начинот на кој се справивме со енергетската и економската криза и начинот пред се на кој што воспоставивме соработка на дневна основа со Стопанската комора, можам да бидам задоволен. Сите бевте сведоци дека сите составници кои што ги имавме со цел справување со кризата, тука и надвор од земјата присуствуваше председателот на Стопанската комора, на кого што сакам да му се заблагодарам за соработката. И на тој начин и бизнис секторот можеше да има увид на дневна основа кои се мерките и кои се активностите кои што владата ги презема, а ние можевме да имаме исто така на дневна основа импут од бизнис секторот, што е она што е најпотребно. Сакам да упатам честитки на организацијата на конференцијата од страна на Советот за напредување на високо образование и стратешки истражувања, кој што совет на вистина го сочинуваат врвни експерти и кој што е воден од професор Бишев, кој што е и советник на председателот на владата и кој што сигурно дека имаше удел во дизајнирањето на мерките кои што ги преземавме во текот на минатата година и кои што ги преземаме во текот на оваа година. Јануари е месец кога се гледаат резултатите од сработеното во претходната година и се прават проекции за тековната година, така што верувам дека оваа годишна конференција ќе прерасне во своевидна традиција. Незината важност е уште поголема, бидејќи на едно место се обединети креаторите и носителите на економските политики и представниците на бизнис заедницата од друга страна. Се со цел да се зајакне јавно-приватниот диалог и да се презентираат гледиштата и идеите на двете страни. Тоа е и начинот на работа на кој што работи оваа влада која јас ја предводам, да работи инклузивно со сите засегнати страни, да има слух за потребите на граѓаните, за потребите на стопанството, бидејќи тоа е единствениот начин заедно полесно да ја пребродиме оваа најголема светска енергетска криза која живееме по Втората светска војна. И ќе ја преживееме, и ќе ја надминеме само со заедничка работа, со солидарност, рационалност, поддршка за најранливите категории на граѓани, со зачувување на работните места и со задржување на ликвидноста на компаниите. Соочени сме со голем број предизвици, како економски, така и политички. Војната агресија врз Украина, а со тоа и раст на цените на енергијата, раст на цените на храната, инфлација, како и потреба од трансформација кон зелена енергија, индустрии кои што не загадуваат. Самите неизвестни ситуации ја ставаат во неповолна ситуација секако и деловната заедница. Но бизнис заедницата во Република Северна Македонија во владата има сериозен партнер и ни заеднички диалог секогаш ги бараме решенијата. Со самото доаѓање на оваа влада, која ја предводам, фокусот беше еден, а тоа е економијата и справување со последиците од енергетската криза. Паралелно креираме планови и мерки за раст на економијата на среден и на долг рок. Како што повеќе пати имам изјавено, ќе повторам и сега, никој нема да биде оставен сам да се справува со оваа најтешка економско-енергетска криза по Втората светска војна. Голем број од мерките кои се реализираат и се практично барања на Стопанската комора на Северна Македонија, но и на другите стопански комори во државата, зашто и председателот Азески во своето излагање го потенцираше овој факт. Одговорно и навремено интервениравме со мерки за одржување на ликвидноста на компаниите. Само во 2022 година двата пакети антикризни мерки беа во вредност од 760 милиони евра, најголем пакет државна поддршка во регионот. Морам да напоменам дека оваа влада крати од непродуктивните трошоци и во услови на најголема криза редовно ги сервисира обврските кон граѓаните, како и кон стопанството. Јас паметам години во овој хотел, во оваа сала, кога деловната заедница беше собирана, токму оваа Стопанска комора, и јас сум присуствувал на тие состаноци,
и кога еден поранешен председател на влада, моравме да го чекаме по 1 сат да касни, за да дојде заедно со министерот за финансии и да ни кажат дека ДДВ нема да се враќа и на тоа да се даде аплауз, бидејќи ако не дадете аплауз, тогаш и други работи немаше да бидат сервисирани од страна на државата. Тие времена се минато. Само во 2022 година повратот на ДДВ, кој го опфаќа редовниот поврат на ДДВ кон стопанството и извршеното пребивање на даночни основи, на даночни долгови со даночно побарување за ДДВ, изнесува 727,2 милиони евра, што е највисок поврат на ДДВ во стопанството од осамостојувањето на државата. Веќе одамна помина времето кога повратот на ДДВ кон стопанството доснеше и напротив податоците за извршениот поврат на ДДВ по години покажуваат дека тој износ од година во година расте. Повратот на ДДВ кон стопанството значи поддршка на ликвидноста и конкурентноста на компаниите, а особено е значено што се врши тековно и навремено и тоа им дава одредена сигурност на компаниите. Ова позитивно влие и на задржувањето на работните места и истото е особено важно во услови на криза, како што е случај во последните години со пандемијата од COVID-19 и актуелната енергетска и економска криза. Ваквата динамика во процесот на поврат на ДДВ се продолжи во иднина, со оглед на тоа што овој процес целосно ќе биде автоматизиран и нема да зависи од ничија волја или од нечија ефикасност и залагање. Компаниите ги ослободуваме од плаќање на ДДВ при увоз на природен газ и електрична енергија, топлинска енергија или енергија за разладување, кои што се дополнителни 26 милиони евра олеснување, се со цел за да задржиме нивната ликвидност. Од април субвенционираме пазарната цена на електрична енергија и тоа со 80% од реалната цена, и да не беше ова субвенционирање, граѓаните би плаќале 5 пати поголеми сметки од тоа што сега го плаќаат. Истото се однесува и на 72.000 компании на регулираниот пазар кои вработуваат 98% од вработените во државата. Донесовме одлука и за основните и средните јавни училишта, компаниите од прехранбената индустрија и јавните претпријатија од областа на водостопанството да можат да склучуваат договори со самопродажба и да имаат поевтина електрична енергија. Со ова одлука кај некои од пекарите веќе е регистрирано намалување на цената на белиот леб, исто така има намалување на цените на млекото кај одредени млекарници и треба да се има предвид дека одредени маркети имаат залихи од претходно и тие се по стари цени. Во наредниот период очекуваме дека ќе има дополнително намалување на цените и кај другите производители од пекарската и од млекарската и од месната индустрија, кое што намалување очекуваме да биде како што беше договорено најмалку 10%. Досега според податоците од самопродажба 187 компании од прехранбената индустрија имаат склучено договори за субвенционирана струја и во оваа прилика би сакал и тука пред вас, пред компаниите кои се во овие дејности, да апелирам на солидарност, одговорност и рационалност и почитување на договореното. Дополнително граѓаните и стопанството можат по поволни услови и побрзо да постават фотоволтаици до 6 киловати за домаќинствата и до 40 киловати за фирмите, без административни постапки и без да се чека одобрение за градба од локалната самоуправа со оглед на тоа дека сите законски решенија и сите правилници се променети веќе за да се оствари ова ветување кое што го дадовме пред точно една година. Ова се само дел од сите мерки што досега ги преземавме, а кои се во насока на уплажување на последиците од кризата, како и на високите инфлаторни стапки. Секако дека грижата на владата и политиките за помош на граѓаните и стопанството во оваа најголема криза продолжуваат и следната година, и тоа е преточено во новиот предлог буџет за 2023 година, кој е рационален и скроен да одговори на предизвиците поврзани со енергетската криза. Буџетот за 2023 година е мој прв буџет како председател на влада и лично ќе се залагам да покаже резултати, да ја обезбеди потребната основа за премин кон забрзан економски раст и развој на државата, за да понатаму се постигнат и посекуваните стапки на раст од 5% на бруто домашниот производ. Буџетка за каса за следната година е проектирана така да може да обезбеди стабилност, сигурност и економски раст во услови на криза. Од вкупниот буџет за 2023 година за антикризни мерки се издвоени 250 милиони евра. Кризата се уште трае, ја менува формата и динамиката, поставува нови неизвестности и предизвици
и владата е тука да ги слушне сите предлози на деловната заедница, како што ги слушаше и до сега. И оваа година фокусот на владата да обезбеди услови за раст на инвестициите. Наша цел е домашните и странските инвестиции да бидат двигател на растот, да се зголемува извозот, да се намалува невработеноста, паралелно да растат платите и да се подобрува животниот стандард. Нашето членство во НАТО обезбедува сигурност на инвестициите. Дополнително стартот на пристапните преговори со Европската унија ќе ја зголеми стабилноста, ќе се отворат нови пазари, а сето тоа значи и нови можности за компаниите. Европската унија е наш поддржувач и финансиска поддршка за справување со енергетската криза, зашто сите можевме да посведочиме во текот на последните 2 месеци од минатата година. Првата транша на помош од Европската унија беше во износ од 80 милиони евра, која што беше искористена за буџетска поддршка на државата. За бизнис заедницата од голема важност и капиталните инвестиции, зашто се издвоени 800 милиони евра за 2023 година. 2022 година го завршивме со највисоко ниво досега на капитални инвестиции во апсолутен износ од осамостојувањето на државата со 465 милиони евра инвестиции, што секако дека има позитивно влијание врз стопанството и врз компаниите во државата. Во 2023 година продолжуваме со инфраструктурни проекти кои ќе не поврзат и внатре во земјата, и со регионот, но и со Европа, и ќе обезбедат побрз економски раст и развој генерално, но и подобри услови за развој на компаниите и бизнисот. Продолжуваме со изградбата на железничкиот коридор 8, изградба на клучни автопатски делници, рехабилитација на локални улици, продолжуваме со проектот за гасификација на државата. Комплетно е завршен гасоводот од влезот на интерконекторот од Бугарија до Битола. Исто така продолжуваме со капитални инвестиции во земјоделството, со кои обезбедуваме пред се зголемено домашно производство на храна, поддршка за земјоделците, како и поддршка за модернизација на земјоделството. Буџетот предвидува продолжување на имплементацијата на интензивниот инвестициски циклус во енергетскиот сектор, кој треба да обезбеди зголемување на вкупните енергетски потенцијали и кој што треба да ја намали енергетската зависност на земјата. Затоа особено внимание се посветува на транзицијата кон обновливи извори на енергија, како и на енергетска безбедност и енергетска ефикасност на земјата. Тука морам да се заблагодарам и на нашите стратешки партнери од Европската унија, меѓутоа и на Соединетите американски држави за целата помош која ја дадоа на Северна Македонија при обезбедувањето на сите потребни енергенси, либерализација на пазарот на газ и обезбедување на проширување на капацитетот со Република Бугарија за можност за либерализација на пазарот и во овој дел. За само една година во Северна Македонија се изградени над 80 мегавати на сончеви електрани, а се очекува до крајот на 2023 година во македонскиот енергетски систем да има инсталирано околу 300 мегавати фотоволтаични централи. Обновливите извори веќе се реалност во Европа и европските земји засилено инвестираат во нив. Владата на Република Северна Македонија ја прифати таа реалност и ја донесе стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, базирана на Европскиот зелен договор. Во стратегијата предвидена изградба над 1,5 гигавати фотонапонски електрани, над 700 мегавати ветерни електрани и над 500 мегавати големи хидроелектрани. Сето ова значи услови за развој и на стопанството и можност нашата татковина да ја претвориме во зелен енергетски центар кој ќе ја снабдува земјата, регионот, но и Европа со чиста зелена енергија. Како човек кој доаѓа од приватниот сектор и тоа токму од оваа стопанска комора, знам од колкава важност се фес пазарните услови, а верувам дека членството во Европската унија е чекор кон подобрување на легислативите, како и на функционална пазарна економија, а тоа подразбира и сузбивање на сивата економија и нелојалната конкуренција која представува закана за компаниите кои се во системот на државата. Во овој контекст и даночната реформа се однесува на проширување на даночната основа по две основи, и тоа намалување на сивата економија и ревидирање на даночните ослободувања. Целта на оваа даночна реформа и представениот концепт е воспоставување современ даночен систем, кој што ќе биде поправеден, потранспарентен, поедноставен и поквалитетен. Пристапот во оваа реформа е да нема нови даноци и зголемување на даночните стапки, туку проширување на даночната база. Во однос на воведувањето на прогресивното даночување, кое законски требаше да стапи на сила на 1 јануари 2023 година, истото се одложува со цел да се постигне правичност,
и рамноправност, а ќе се избере друг модел на кој ќе се работи во наредниот период секако во транспарентна дебата со стопанството и со сите други засегнати страни. Се прифати и барањето на бизнис заедницата за ослободување од данокот на добивка по основ на реинвестирање на добивката, имајќи ја предвид актуелната состојба и влијанието на енергетската криза врз ликвидноста на компаниите. Тој аргумент во оваа фаза беше прифатлив. Останува модерниот период да се работи на модел реинвестираната добивка да се насочи кон поддршка на енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија, дигитализација, заекнување на човечкиот капитал, односно да се мотивираат инвестициите онаму каде што има поодржливи решенија, и тоа е стратешки интерес. Започна и реформата на јавната администрација. Веќе владата разговараше за концептот на реформа на јавна администрација и 3 министерства веќе се дел од пилотот за реорганизација и реформа. Тоа се Министерството за земјоделство, Министерството за економија и Министерството за информатичко општество и администрација, во кои што веќе се работат блупринтовите и ќе се воведува нова организацијска структура, се со цел зголемување на ефикасноста, намалување на трошоците и подобрување на услугите кои што администрацијата ги дава на граѓаните и на стопанството. Борбата со корупцијата и владењето на правото се исто така од голема важност за раст и нови инвестиции. Јас не би должел повеќе, сакам само да напоменам уште еднаш дека како и досега владата е партнер на деловната заедница, бидејќи заедничка цел ни е да создаваме подобри услови за граѓаните, ликвидни и брзо растечки компании, подобро платени работни места, а со тоа и подобар животен стандард за сите во државата. А кога се има визија, кога се има фокус, кога се работи напорно и кога се има волја, тогаш нема недостижна цел. Секој предизвик представува и можност да бидеме подобри во тоа што го работиме и само заедно со отворена комуникација, со конструктивни предлози, можеме да градиме просперитетно општество. Ви благодарам и посакувам успешна конференција.